Делови од Workplace Innovation Lab се како традиционална канцеларија. Другите делови изгледаат повеќе како дома. Целиот овај мебел е донесен од приватни компании. Тие соработуваат со Управата за општи услуги на САД или ГСА, агенцијата задолжена за федералните згради, за да видат дали некоја од овие поставки ја представува канцеларијата на иднината. The office should be a magnet, not a mandate. Канцеларијата треба да биде магнет, а не мандат. Бареме да имаме канцеларија која ќе ги врати луѓето во неа. За време на овој едногодишен експеримент на секој федерален вработен му е дозволено да резервира простор. За возврат, тие добиваат повратни информации за нивното искуство. It's not a one size fits all. Тоа не е замислено како едно решение да им одговара на сите. Во одредени агенции и канцеларии може да има повеќе можности. Она што експертите веќе го знаат е дека истата канцеларија денес повеќе не функционира во деловниот свет во пост-ковид. Луѓето кои ја минаа пандемијата работејќи од удобноста на домот не се возбудени што ќе се вратат во фирмите со бироа и главно празни канцеларии. Адитија Сангви е шеф на недвижен имот за консултантска фирма. The offices that we have Канцелариите што ги имаме во голема мера се дизајнирани како место каде луѓето треба да работат. Меѓу нив се и навистина досадни, невозбудливи и никој не сака да биде таму. Канцеларијата одеднаш стана избор. Тоа е опција, а канцеларијата мора да биде подобро отколку да се работи од дома. and enduring the commute to come into the office. Во лабораторијата за иновации тоа значи да имате подобра акустика и технологија. But this is actually a table that's made up a lot of little wood pieces that actually folds away. Како и обезбедување флексибилност, каде мебелот може да се преместува за подобро да одговара на потребите на вработените. Сангви предвидува конференциски простории каде што нема разлика меѓу одржувањето на состаноци со физичкото присуство или оддалечина. So one of the reasons that a lot of people Една од причините што многу луѓе сакаат да работат од дома е тоа што мораат да се грижат за децата, да остават алишта на хемиско чистење, да се грижат за миленичето. Но ако во зградата каде е канцеларијата има можност за згрижување на домашни миленици, што ако има и за згрижување на деца? Планерите на канцелариите во иднина најверојатно ќе се обидат да одговорат на трите главни критериуми. Has to be quality. Мора да биде квалитетно, да служи за некоја цел, но сепак мора да биде убаво. Тоа ќе се бара. Не сакате да влезете во зграда која изгледа како да сте во подрум, а сте на 10-тиот спрат. Канцеларијата на иднината би можела да изгледа, но и да се чувствувате малку повеќе како дома.